Богданци ќе трпи штети од работењето на рудникот Казандол во Валандово. Прашината со тешки метали заради ветрот постојано ќе биде во оваа општина. Затоа во недела на референдум да гласаме против рудници во овој дел од државата препознатлив по туризмот и земјоделството. Ова беше пораката што ја упати од синокешната трибина Спас за Богданци и регионалната иницијатива Стоп за рудници во пресрет на референдумското изјаснување во недела. Последиците од овој рудник ќе ги осети Богданци. 80% ружата на ветрови е со северно влијание. Сите овие експлозии, ова прашина, овие МП честички 10, кои во себе ќе ги носат сите овие тешки метали, доаѓа прво, почитувани мои сограѓани, овде, во Богданци, Гевгелија и Дојран. Од првиот ден, првото минирање, кој ќе се случи во ноември месец, ако не го спречиме, нашите деца, вие сите ние, ќе дишеме ова што ви рекоа, ќе дишеме канцероген воздух. Рудникот Казандол има добиено концесија за експлоатација од 1500 хектари. Руда ќе се експлоатира и од територијата на Богданци. Здруженијата тврдат дека само граѓаните може да го стопираат овој проект. Ќе си го изгубиме овој воздух. Број 2, ќе си ги изгубиме сите подземни и надземни води. Број 3, ќе изгубиме земјоделската површина. Цела ова прашина, луѓе, знаете кај ќе падне на ова наше земјоделско прекрасно подрачје. Број 4, ќе се иселиме, и број 5, ќе не проколнат сите внуци зашто ништо не сме направиле. Затоа излезете на 11 и гласајте. Рударскиот комплекс Казандол и понатаму се гради и досега се изградени над 30% од предвидените работи. На есен тој треба да почне со ископ и производство на катоден бакар. Инвеститорот тврди дека и понатаму се шират невистини за нивниот процес на работа, потенцирајќи дека овој рудник воопшто нема да ја загадува животната средина, а камоли да наштети на земјоделското производство во Валандово и Богданци.